вестите на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добар ден. Во вестите на Сител во 16 ќе гледате. Дуи ретерира од првичните изјави дека нема да дозволи да се одржат локалните избори доколку Уставниот суд одлучи за албанскиот јазик. Нема да ги бойкотирали изборите, но политичката криза што ќе се создадела ќе го спречи нивното одржување. Бурни реакции на владеачката ВМРО-ДПМН на интервјуто на Пендаровски за Сител. Наместо да ги урива позициите на државата и односите со стратешките партнери, Пендаровски да не ја одмага на Македонија, бараат пратеници и владини функционери. Полицијата ќе продолжи со засилени контроли. Засиленото присуство влијае врз бројот на несреќи, иако ниската сообраќајна култура се уште одзема човечки животи надвор од градските средини. Полициските специјалци демонстрираа спасување заложници и справување со воредна ситуација на аеродромот. Протестите во Србија продолжуваат. Премиерот во оставка Милош Вучевиќ гаѓан со јајца на партиски митинг во Бечеј. Од Сителовите репортери на теренот Габриела Лескова за симулацијата во справување со воредна состојба на Скопскиот аеродром. Дуи ретерира од првичните изјави дека нема да дозволи да се одржат локалните избори и да се постават кутии доколку Уставниот суд одлучи за албанскиот јазик. Берим Беџети, координаторот на пратеничката група, вели дека немаат намера да ги бойкотираат изборите, но политичката криза што ќе се создадела ќе го спречила нивното одржување. Изјавата доаѓа ден по информацијата дека Уставниот суд добил јасна поддршка од САД да одлучува ослободен од притисоци во пресрет на подготвителната седница за Законот за јазици, закажана за 20 март. Дуи нема намера да ги бойкотира локалните избори, но одлуката на Уставен за Законот за јазиците може да предизвика политичка криза во која нема да може да се одржат избори. Уште еден представник од највисокото раководство на Дуи се закани. Секако ќе дојде до политичка криза ако се чепне во Законот за јазиците. Ние не сме најавиле никаков бојкот. Ние секогаш сме биле и сме спремни за избори. Изјавата на Беџети е ретерирање од позициите на Ахмети кој во Липково рече дека нема да дозволат да се постават гласачки кутии на денот на изборите. Променетата реторика на Дуи доаѓа на ден по информацијата дека Уставниот суд добил јасна поддршка од САД да одлучува ослободен од притисоци во пресрет на подготвителната седница за Законот за јазици закажана за 20 март. Беџети останува на ставот на Дуи дека се потребни предвремени парламентарни избори заедно со локалните по кои би се формирала влада која според него ќе имала легитимитет и кај албанците. Во македонскиот политички блок ваквите закани на Дуи не предизвикаа вознемиреност. И Мицкоски и Филипче му порача на Ахмети дека веќе не е фактор на политичката сцена и дека за враќање на власт ќе биде неопходно внатрепартиско пречистување и реформи. Александар Спасовски, Сител телевизија. Бурни реакции на владеачката ВМРО-ДПМН на вчерашното интервју на поранешниот шеф на државата Стево Пендаровски за Сител. Подпредседателот на владата Николовски го обвини дека по 10 месеци молк сега се појавува во јавноста само за да го напаѓа премиерот и поддршката на ВМРО-ДПМН за американскиот председател Трамп. Доказ за неконзистентност на Пендаровски додава подпредседателот на Собранието Антонио Милошовски. Инаку Пендаровски ја критикуваше блискоста на власта со администрацијата на Трамп, нарекувајќи ги аматери, доколку мислат дека Доналд Трамп ќе и помогне на Македонија да го надмине спорот со Бугарија. Наместо да ги руши позициите на државата и односите со стратешките партнери, Пендаровски да не и одмага на Македонија. Пратеници и функционери на ВМРО-ДПМН со бројни реакции по интервјуто на поранешниот председател за Сител во која критикуваше дипломатијата на актуелната власт. Владеачката партија вели дека ставовите на Пендаровски јасно покажуваат дека СДСМ лажно се представувале како прозападни, а со нетрпение чекале момент да свртат курс. Вице-премиерот Николовски го обвини дека по 10 месеци молк сега се појавува во јавност само за да го напаѓа премиерот и поддршката на ВМРО-ДПМН за американскиот председател Трамп. Стево Пендаровски, човек кој два пати изгуби председателски избори, вториот пат со историски неголема разлика.
после 10 месеци реши да се појави во јавност и да го напаѓа премиерот Мицкоски и ВМРО ДПМН заради поддршката на САД и председателот Трамп. Пендаровски, кој иако вети не се откажа од доживотна пензија на грб на граѓаните, го напаѓа председателот на нашиот стратешки партнер број 1, арогантно дели ум на светски лидери, а сам себе не се гледа. Ваквите позиции се доказ на неконзистентност, смета подпредседателот на парламентот Милошовски. Поранешниот председател Пендаровски, веројатно заради неговата близина со тимот на Сорос, без основа навредува легитимно избран председател на Соединетите Американски држави, што не е работа за коментирање од страна на Македонија. Би било добро, ако не може да помогне, барем да не ја одмага на државата. И затоа мислам дека не беше корисно, особено што доаѓа од страна на политичарот кој што тврдеше 2020 година дека е надвор од памет, тоа беше негов цитат, да се менува уставот по барање на Бугарија, а само година-две потоа подклекна на потписот ставен од челниците на ДУИ. Поранешниот председател Стево Пендаровски во прво интервју за Сител откако изгуби на председателските избори, ја критикуваше блискоста на власта со администрацијата на Трамп, нарекувајќи ги аматери, доколку мислат дека Трамп ќе им помогне Македонија да го надмине спорот со Бугарија. Прилично го имаме јадено на тој пат во наводници. Знаеме и со промената на името и со ова блокада која доаѓа врз потполно непринципилни причини од страна на Бугарија, а е практично поддржана солидарно од другите членки на Европската унија. Меѓутоа, што можеме да направиме во момент? Што е известно во Вашингтон? Известно е дека имаме председател кој е, како го нарекува, трансакционен. Колку ќе платиш, толку ќе имаш. Ако не платиш ти, ја не ти давам исто така ништо. Ако е тоа така, нели можеме да видиме што ние можеме да понудиме, го имаме спорот со Бугарија, не можеме да влеземе во Европа, што ние можеме да понудиме кај ваков Трамп, ваков председател, во однос на Бугарија. Пендаровски смета дека Македонија не треба да истрчува со поддршка за САД и не сме биле светска велесила. Според него, секој кој ја води македонската држава мора да знае дека како мала држава на Балканот без ресурси не личело ниту пак било национален интерес да стоиме до Америка. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Полицијата ќе продолжи со засилени контроли. Засиленото присуство влијае врз бројот на несреќи, иако ниската сообраќајна култура се уште одзема човечки животи надвор од градските средини. Полициските специјалци демонстрираа спасување заложници и справување со ворена ситуација на аеродромот. Полицијата ќе продолжи со засилени контроли на улиците и патиштата, но и ќе воведе нови мерки со оглед на тоа што не се намалува бројот на прекршоци. Директорот на Бирото за јавна безбедност смета дека засиленото присуство на полицијата влијае врз бројот на несреќи, иако, како што велат, ниската сообраќајна култура се уште одзема човечки животи надвор од градските средини. Последната жртва е 26-годишниот од Охрид, кој загина вчера во сообраќајка кај населбата Рача. 26-годишник од Охрид е последната жртва на македонските патишта во изминатите 24 часа. Загинал во сообраќајка на патот кон Светинаум во Охридската населба Рача. На 8 март во 13:45 часот во СВР Охрид било пријавено дека се случила сообраќајка помеѓу моторцикл Кавасаки управуван од 26-годишниот ЈЦ и автомобил Мазда управуван од 76-годишниот ДН од Струшко Враништа. Во несреќата на лице место починал мотоциклистот, се вели во соопштението на МВР. Во меѓувреме, полицијата секојдневно пишува стотици казни за сообраќајни прекршоци по градските улици. Најчести се возење во алкохолизирана состојба, непропуштање пешаци, управување возило без дозвола, пречекорување на дозволената брзина. Се казнуваат и пешаци. Во Бирото за јавна безбедност сметаат дека засиленото присуство на полицијата влијае врз бројот на несреќи, иако, како што велат, ниската сообраќајна култура се уште одзема човечки животи надвор од градските средини. Каде што се зајакнати полициските патроли, бројот на сообраќајни незгоди е намален, бројот на прекршоци е намален, бројот на детектирани и потенцијални прекршители е зголемен. Значи полицијата, односно мерките кои што ги применуваме, си дават соодветни ефекти. Меѓутоа, културата сообраќајна мора сите да ја промениме. Ние може да бидеме и на секоја точка, ако некој кој ќе помине сообраќајната патрола повторно вози како да ништо нема, навистина
е тажно за сите нас. За намалување на бројот на несреќи и сообраќајни прекршоци, полицијата во соработка со локалните власти и јавното претпријатие за државни патишта, вели Јанев, работат на подобрување на хоризонталната и вертикална сигнализација. Во завршна фаза е поставувањето и на камерите од системот Безбеден град, кој се очекува од почетокот на идната година да испраќа казни на домашна адреса. Сетот на законски измени веќе се пуштени во владина процедура, дел се уште се размислуваат и дел се уште се, како да кажам, од функционален аспект се проверува дали сето тоа може да биде, а од технички аспект најголемиот дел е завршен. Како дел од автоматизираниот систем за детекција на сообраќајни прекршоци, во тек е собирање податоци за сопствениците на возила. При регистрација задолжително се бара мобилен телефонски број и електронска пошта, на кои подоцна возачите ќе добиваат известувања за прекршоци регистрирани од камерите. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Полициски специјалци демонстрираа спасување заложници и исправување со воредна ситуација на аеродромот. Кој се учествуваше во симулацијата, ја во живо прашувам Габриела Лескова. Габриела? Во организација на Бирото за јавна безбедност, односно Министерството за внатрешни работи, како и надлежните од ТАФ Македонија, денеска ја тестираа способноста, но и подготвеноста на македонските специјалци во случај на вонредна состојба, како киднапирање на патник, држање на заложници, пожар, симињање на специјалци од Јажиња, како и транспорт на повредени лица со хеликоптер. Денеска ни беа прикажани повеќе сцени за тоа како реагираат македонските специјалци во случај на вонредни состојби. Па така за почеток имавме сцена на размена на вработен заложник од ТАФ Македонија со вреден пакет. Специјалците со штитови и оклопи внимателно го беа доставиле пакетот на месото, а во размена за тоа го зема заложникот кој што претходно беше киднапиран од терористите во оваа стимулативна вежба. Потоа исто така имавме можност да погледнеме како македонските пожарникари би ги гаснеле пожарите доколку би избувнал некој во Скопскиот аеродром. Исто така посведочивме на драматична сцена како специјалците се спушта преку Јажиња од хеликоптер. Исто така имавме можност да проследиме како би се извршил транспорт на повредено лице и тоа со хеликоптер. Во продолжение да слушнеме дел од обраќањата на надлежните за тоа како ја оценија денешната стимулативна вежба, меѓутоа и дел од атмосферата. Со оваа вежба демонстрираме подготвеност, координација и професионализам во справувањето со потенцијалните закани. Високото ниво на обука, брзината на реакција и соработка меѓу службите се клучни за заштита на аеродромската оперативна безбедност. Ова не е само тренинг, ова е залог за сигурност, добрава и успешна превенција. Едно вакво сценарио покажува колку ние како систем сме подготвени да ги почитуваме процедурите и да одговориме на вакви реални закани. Уште една работа, сакам да нагласам дека ова е дел од сетот на симулацијски вежби кои што ги имаме во различни области, каде што ние како полиција секаде кај што сме дел засегнати даваме максимална поддршка и со човечки капацитет и со секаков останат капацитет во сето тоа и со знаење и со се за да можеме на вистина да ги осигураме граѓаниве на Македонија дека имат служби
кои што се платени од нивните пари, од нивните даноци што ги плаќаат и дека ние сме овде за нив. Габриела, дали во историјата на Македонија се случила вистинска заложничка криза, драма на аеродромот? Ова прашање денеска му го поставивме и на директорот на БЈБ, па според неговиот одговор, согласно институционалната меморија за вакви настани, досега никој пат не се случила ваква заложничка драма на Скопскиот аеродром, како што беше прикажана денеска во симулативната вежба. Меѓутоа, на крајот на денот сепак ќе бидат согледани и впечатоците, потезите кои што денеска ги правеа македонските специјалци и надлежните се децидни дека ќе бидат навистина многу корисни во однос на следниот период, каде што има и закани дека би се случило вакво нешто. Габриела Лескова во живо за симулацијската вежба за справување со заложничка криза и военна ситуација. Има ли владина стратегија за дигитална трансформација? Каде доцниме и кога ќе оствариме? Како хартиените изводи, потврди и други документи да заминат во историјата? Колку сме имуни на хибридни напади? Како младите информатичари да работат за својата земја, а не за странски компании? Тема на денот со министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Социјален диалог и колективно договарање на релација работодавачи и работници е есенцијално за коректно утврдување на минималната плата, смета Миле Бошков, председател на Бизнис конфедерацијата на Македонија. И додека работниците и работодавачите да седнат на маса за да се договорат, се уште се регистрираат случаи на дискриминација на работничките места или при вработување. За да се излезе од лавиринтот на минималната плата, треба да се воспостави социјален диалог и колективно преговарање помеѓу работодавачите и работниците за секој сектор посебно, а не да се генерализира. Државата во овој поглед не може, а и не треба да помогне, зашто минималниот личен доход треба да се утврди според потребите на работниците, потрошувачката кошничка, но и според капацитетот на економијата, сметаат од Бизнис конфедерацијата на Македонија. Ние сонувавме работниците и работодавачите конечно да почнат сами да се независно да се договараат и да преговараат, и затоа овој болен потек сега на очекувањата дека државата ќе влезе во целата ова, ќе ја наречам, приказна минимална плата, мораме да го издржиме и мораме сами да ги создадеме условите, и затоа протажираме сами да се договараме во однос на минималната плата. И додека работниците и работодавачите да седнат на маса за да се договорат, се уште се регистрираат случаи на дискриминација на работните места или при вработување. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација лани утврдила и постапувала по 10 представки. Отстранети се нееднаквостите во 90% од овој случај. За тие утврдени мислења за кои не постапил дискриминаторот, законот предвидува соодветен поднесок до надлежниот суд. Тоа и е направено минатата година. Само еднаквите граѓани се слободни, додаде Бејзаровски, а за да се актуализира ова прашање, во Штип се одржа национална конференција за родова еднаквост и дискриминација на работното место. За Сител, Трајан Ристовски. Земјоделците се жалат. УЈП испраќа опомени, но не ги исполнува своите обврски. Тие бараат да им се исплати за останатиот данок на личен доход. За разлика од земјоделскиот сектор, во другите дејности, поврат на данокот бил на 3 или 6 месеци. Земјоделците од Струмичко бараат државата да им го исплати за останатиот данок на личен доход, наместо да си ги подмири сопствените обврски. УЈП на околу 1000 земјоделски производители им испрати опомени за неподмирени долгови за неколку години, информираше председателот на подсекторската група за градинарство Драги Памуков. Тој потврди дека одреден број на производители имаат обврски кон државата, но во исто време прашува како може управата да испрати опомени за долгови, а да не ги исполнува сопствените обврски кон земјоделците. Ова што земјоделци треба да си го платат, ќе си го платат, ама зошто каснат? Изминатите 4 години кои не се повратени. 2% кои земјоделецо ги плаќа на самата исплата по основа на земјоделски откуп на земјоделски производи.
2020, 21, 22, 23, еве сега и 24 е на чекор. Според Памуков, по основ на исплата на земјоделските производи, на годишно ниво во државната каса се влеваат помеѓу 8 до 10 милиони евра, а повратот доцни и по неколку години. Секој правен субјект кој што е на месец, на 2 месеца, на 3 месеца, како повртак на ДДВ, државата ни го враќа на правените субјекти. А зошто на земјоделците се касне со 2, 3, веќе и 4 години неисплатени средства. Ако ги избереме бруто, тие може да бидат и 30 до 35 милиона евра кои лежат по основа на данок повртак спрема земјоделците. Од УЈП информираа дека право на поврат имаат земјоделците кои имаат остварено само доход по основ на продажба на сопствени земјоделски производи не поголем од 1 милион денари. По тој основ, за 2021, 22 и 23 година, кон близу 22.600 земјоделци, било извршено враќање на платениот данок на личен доход во висина од над 147 милиони денари. Враќањето на платениот данок на личен доход за 2024 година ќе се реализирало откако ќе бидат потврдени годишните даночни пријави за таа година од страна на земјоделците. Според евиденцијата на УЈП, имало и голем дел земјоделци кои немаат направено регистрација во системот, а немале доставено ниту трансакцијска сметка на која би се реализирал повратот. Во однос на доставените опомени, Управата за јавни приходи потсетува дека секој граѓанин даночен обврсник има законска и морална обврска да ги исполнува обврските по основ на даноци. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Општините кои немаат сопствен јавен превоз мака мачо да им се организира доаѓање и заминување на учениците во и од училиште. Нереални и скапи цени, падни стани тендери, одолговлекување на постапките со жалби, сомнеж за корупција, ученици без превоз кои што пропуштаат настава. Ова се само дел од предизвиците на општините кои што немаат сопствен превоз на ученици, па мора да користат други оператори. Кавадарци е една од ретките општини која што целокупниот превоз на ученици го врши сама. Со градскиот превоз се возат ученици и од соседните општини. Општината штеди пари, за штедата се реинвестира во нови проекти, нема тендери, нема договори и целиот процес полесно се менаџира. Заштедата, тоа е еден сегмент. Друг сегмент е тоа што многу му е полесно и на училиштата да се организираат бидејќи работат само со еден превозник. Ние имаме комплетна логистика и поддршка и заедно ги решаваме сите работи во од што се вика. Имавме набавка на 4 нови автобуси, после тоа имавме набавка уште на 3 нови автобуси. Парите што фактички ги земаме од превозот на учениците, ние ги уложуваме пак во самото јавно предпријатие. Општина Битола пак годишно за превоз на ученици дава 70 милиони денари. 55 милиони се пари од Министерството за образование, а 15 милиони од општината. Од пред 2 години е формирано јавно предпријатие за меѓуопштински превоз на ученици помеѓу општините Битола, Новац и Могила. Но за комплетно самостоен превоз на ученици потребни биле повеќе пари и набавка на нови автобуси. Со тоа би добиле можеби поголема ефикасност во дел на тоа, поголема контрола на реализацијата на услугите во делот на време, тајминг, како тие линии се движат. Меѓутоа и тоа е скапа, исто така скапа инвестиција комплетно да се покрие тој превоз со сопствени средства, со оглед на тоа дека сме прилично голема територија. Од општина Новаци пак вела дека со формирањето на јавното предпријатие за прв пат се вовел превоз до места со помалку жители, каде приватните превозници не сакале да возат поради немање на доволно пари, а со тоа се стопирала имиграцијата. Се надевам дека во иднина ова предпријатие ќе прерасне во сериозно предпријатие за превоз на патници и со тоа не би имале потреба од ангажирање на други предпријатија. Меѓутоа, за да тоа го направиме, треба сериозни вложувања како од општините, така и од државата. Други помали општини, па како што е Крушево, немаат пари за формирање на вакво јавно предпријатие, а општината како институција законски не смее да превезува патници, бараат законски измени.
Министерството за транспорт и врски над 9 седишта на возило, патничко возило, односно комбе, дава лиценца и извод на лиценца. Извод на лиценца и лиценца се дава само на предпријатие, односно трговско друштво, доел и слично, не може да се издаде на општина. Би се заштедиле огромен број на средства, затоа што имаме доволен број на вработени и доколку би се ангажирале 1 до 2 возачи, посебно во помалите места, ќе имаме доволно за да ги пренамениме средствата за други потреби, за грејење, знаеме, огрев, струја и така натаму. Доколку општините сами организираат превоз на ученици, ќе заштедат многу пари. Но за да успее сето ова, потребна е поддршка и пред се желба од државата да се смени досегашниот систем. За Сител, Дарко Штарговски. Кога светот се фокусира на постигнувањата на жените, но и на предизвиците со кои се соочуваат, детектор во соработка со мисијата на ОПСЕ во земјава низ примерот на 5 успешни жени во специјалната емисија "Жените ги рушат бариерите" анализираше како е да се биде понежен пол во средина која често не е воопшто нежна. Во дебатата учествуваа председателката Гордана Силјановска-Давкова, гувернерката Анета Ангеловска-Бежовска, Флора Адеми, основач на IT компанијата DigiCube, олимпијката и спортистка на годината Милјана Релјич и првата македонка аналоген астронаут Мартина Димовска. Ако чекаме ние спонтано во општество во кое има силни елементи на парохијалност и патриархалност, треба да чекаме 100 години. Тоа е формула што се покажала успешна, не за да влезете преку трупа, не, туку за да покажете дека можете на уште подобар начин да го правите тоа што мислат дека е само машка работа. Ако продолжи прогресот со оваа стапка, со оваа динамика, ќе бидат потребни 140 години за да се постигне рамнотежа помеѓу застапеноста на мажите и жените во управувачките одбори. Состојбата кај нас во нашиот финансиски сектор може би е малку подобра од тоа што во просек е оваа глобална статистика, меѓутоа се уште не се доволно застапени жените, особено не на раководните позиции. Да го земам за пример банкарскиот сектор, каде што учеството на жените во вкупниот број е високо, 70%. Но, ако се гледа застапеноста во раководните структури, во управните одбори на банките е само 32-3%, при што имаме 5 банки, замислете, каде што нема ниту една жена застапена во управниот одбор. Да се биде жена во спортот е навистина понекогаш предизвикувачки, затоа што тука се сретнувам со коментариот, стереотипот, како може една жена да тренира боречка вештина, зашто не сум одбрала, например, балет или игра орна, но сите тие коментари не ме спречуваат во остварување на сонот, да постигнувам високи резултати и навистина тука жените во спортот понекога се соочуваат со проблеми како што е помала медиумска посветеност, полоши услови за тренирање за Битно за да се постигне една жена, да си прва, дали предприемач, дали вајка или слично, треба многу труд, личен труд, амбиции, визија, стратегија, пат, бидејќи тоа е единствениот начин. Најголемиот предизвик за мене е токму тука дома. Зошто? Затоа што првично вселенскиот сектор се смета за шега. За разлика од другите земји во Балканот, Македонија мислам дека е најназад во вселенскиот развој. Да речеме, Албанија лансира 2 сателити, Албанија 1 и Албанија 2, Косово гради нова обсерваторија, Црна Гора и Хрватска се спремаат да ги лансираат или ги лансираа нивните сателити, кај сите тие развојни действија јас сум некако вклучена. Протестите во Србија продолжуваат. Премиерот во оставка Милош Вучевиќ гаѓан со јајца на партиски митинг во Бечеј. Свето денеска. Српскиот премиер во оставка Милош Вучевиќ пречекано демонстранти пред да влезе на